На моја иницијатива пред неколку месеци со цел создавање Европска општина од општина Ново Село и позитивно администрирање на сите случувања во општинската администрација, побарав поддршка од Фондацијата Конрад Аденауер и од Правниот факултет Јустинијан I од Скопје, каде тие извршија анализа на работењето на општина Ново Село, а со текот на овие изминатите 2 месеци изработија и прирачник и упатства за постигнување политика на интегритет за нулта корупција во општина Ново Село и сум особено благодарен прво на Фондацијата Конрад Аденауер за искажената поддршка, како и на Правниот факултет Јустинијан I, затоа што сметам дека се изработени важни документи за општина Ново Село, за вработените во општинската администрација, со цел избегнување несакани влијанија, постигнување основна цел задоволување единствено на потребите на граѓаните од општина Ново Село. Во прирачникот има и неколку препораки со оглед на детектираните ризици од можна корупција овде во општината. Колку овие препораки ќе бидат имплементирани од ваша страна со фокус вистина на концентрацијата на одредени добавувачи при јавните набавки? Апсолутно ќе се посветиме веднаш на спроведување на препораките кои се за аномалиите кои се детектирани при работењето. Мојот фокус ќе биде ставен на се што е барано од прирачникот да го имплементираме во работењето и се надевам дека целта за постигнување политика на интегритет за нулта корупција ќе биде успешно спроведена до крајот на мојот мандат. Најпрво сметам дека е значајно да се увиди, да се направи детекција, да се идентификуваат кои се проблемите во оваа насока, затоа што не секогаш сме свесни, не секогаш како представниците од општината, така и граѓаните имаат доволно развиена можеби свест за некои дадености во оваа насока. Нели затоа што секогаш за да најпрво се детектираат проблемите, а за потоа да се работи на нивно сузбивање и решавање. И во оваа насока јас сакам да се заблагодарам на општината Ново Село и на градоначалникот Божилов за тоа што беа отворени, ја пропознаа потребата и се отворија за да може да го спроведеме и ова истражување, а со цел да се зголеми сензибилитетот како на представниците од општината, така и на граѓаните за тематиката, бидејќи е особено важна. Идеално решение, не знам дали постои, идеално решение не постои ниту во Германија, меѓутоа би рекол следново. Решение би имало кога би имало соодветни закони, кога истите закони доследно ќе се применуваат и ќе се почитуваат од една страна, но и од друга страна свеста кај граѓаните да биде на одредено ниво, односно граѓаните да се свесни дека и тие треба да придонесуваат во оваа насока и да алармираат и да помогнат во сузбивање на ваквите појави, посебно кога се работи за мали места, секој поединец, тоа е веќе еден вид на менталитет, каде што секој дури и што мисли дека можеби на краток рок, користејќи одредени средства, полесно и побрзо ќе се заврши некоја работа, сепак треба да постои свест, да градиме сите заедно еден заеднички менталитет, бидејќи само доколку има меѓусебна соработка, како од општината и од вработените, но така и поединците и граѓаните, дека само тогаш ќе успееме да создадеме општина, а со тоа и општество на нула корупција.